Ако Ибица е синоним за луди забави, а Мајорка за луксус, тогаш Менорка е автентичниот Медитеран. Долго во сенката на популарните Балеарски острови, дури оваа година го привлече заслуженото внимание. Пребарувањата на авиокомпаниите и веб-страниците за патувања покажуваат зголемување за интересот за Менорка за дури 341% во споредба со претходните години, а агенциите веќе продаваат аранжмани за 2026 година. Менорка дефинитивно го менува својот имидж од тивка, малку заскриена дестинација и станува хит. Затоа, доколку сакате да доживеете автентична Менорка, побрзајте. Во Менорка дефинитивно знаат, луксузот не е скапа работа. Луксузот се оние мали секојдневни задоволства кои ни носат радост, релаксација и не поврзуваат со луѓето. Искусувањето на културата на островот значи да се препуштите на вашите сетила, да се восхитувате на неговата елегантна архитектура, да уживате во слушање опера, да се предадете на звуците на музиката во живо на концерти и фестивали, да чувствувате возбуда кога се крева завесата во театарот, да се восхитувате на уметничките дела. Културата во Менорка е исто така вкус на минатото и сегашноста, преку традиционални јадења. Тоа е откривање на локални ракотворби, посета на музеи и целосно потопување во историјата. Менорка не е голем остров, но има неколку градови кои имаат свој посебен шарм и важност. Најголемиот и главен град е Махон, шпански Мао, кој се наоѓа на источниот брег, познат по своето длабоко природно пристаниште, кое е едно од најголемите природни пристаништа во светот. Махон е административен центар на островот, со богата британска и шпанска архитектура, тесни улички, трговски области и живи пазари. Има и музеи, галерии и ресторани, кои ја комбинираат традиционалната американска кујна со модерните гастрономски трендови. Западно од островот се наоѓа Сиутадела, поранешниот главен град на Менорка, кој го задржал својот средновековен карактер со тесни улички со калдрма, плоштад со катедрала во каталонско-готски стил и пристаниште кое е популарно место за прошетки и кафе. Сиутадела има силен културен живот и е дом на познатите фестивали на коњи. Покрај овие два града, Менорка има и помали градови како Ескастел, познат по британските влијанија и тврдини, и Алајор и Сант Луис, со локална атмосфера, традиционални занаети и порелаксирано темпо на живот. Секој од овие градови носи дел од историјата и духот на Менорка, комбинирајќи ја природната убавина со богатото културно наследство. Замислете дека сте некаде далеко од метежот и вривата на градот, каде што сте обкружени со мир, тишина и звуци на природата кои ја исполнуваат душата. Морето околу островот свети во тиркизни нијанси, а малите речици, скриени заливи и песочни плажи се чини дека се резервирани само за оние кои сакаат да избегаат од гужвите. Нешто како тивки оази каде што можете да се препуштите на вашите мисли или само да ги слушате брановите. Внатрешноста на Менорка е мека и зелена, со пасишта и ливади кои мирисаат на трева и диви билки. За разлика од овие релаксирачки сцени се острите карпи и камените градби, кои создаваат речиси дива убавина. Во периодот на Талајот, Менорка поминала низ бројни културни влијанија. Римјаните ја освоиле во 123 година пред нашата ера и основале населби како Санисера, а потоа островот бил управуван од византиците, арапите и од 1287 година арагонците. Во тој период, катедралата на Сиутадела била изградена во каталонски готски стил. Во раната модерна ера, Менорка поминала од рацете на британците, французите и шпанците, кои зад себе оставиле утврдувања, но и видливо британско влијание врз јазикот, архитектурата и обичаите. Историјата на Менорка тече низ илјадници години мегалитски населби, римски христијански остатоци, средновековни катедрали и британско влијание. Во Менорка можете да најдете широк спектар на сместување, од луксузни хотели и модерни апартмани до шармантни вили и традиционални куќи за изнемување. Популарни се бутик хотелите кои комбинираат локален стил и удобност, често сместени во стари згради со поглед на морето или центарот на градовите. За оние кои сакаат приватност и мир, има и бројни вили со базени и градини, идеални за семејства и групи пријатели. Ако ја сакате природата и сакате автентично искуство,
агротуризмот, сместувањето на фарми или во рурални области се многу популарни во Менорка.